Денеска на Собраниската комисија за финансирање и буџет, помеѓу другото, беше и законот за измена на законот за царинските тарифи, во кој што во предлог на владата се намалуваат царинските тарифи во неколку индустрии. Пратеничката група на ВМРО-ДПМН имаше предлог, помеѓу другите индустрии, тука да влезат и одредени царински тарифи на одредени производи кои што се користат како репроматеријали и во прехранбената индустрија, бидејќи сакавме да му помогнеме и на стопанството и на граѓаните во овие моменти кога инфлацијата и цените на храните растат вртоглаво, на начин на кој што покрај оние производи чија што цена е замрзната, да се намалат царинските тарифи за одредени други производи кои што се користат како репроматеријали и на тој начин да учествуваме во намалувањето на вкупната цена на производите. Односно, да бидам појасен, од една страна се намалуваат цените на артиклите и на производите, а од друга страна истите тие производи кои што користат репроматеријали од увоз не може на никој начин да пронајдат економска логика во истото. Оние производи прехранбени кои што не се замрзнати цени, доколку по овој начин би се намалила царинската тарифа во репроматеријалите кои што се користат за нивно, би кажал, производство и за финалната цена која што е во маркетите, би успеале да ја намалиме цената и на тој начин да им помогнеме на граѓаните во справување со овие предизвици кои што и се како захтевни за нивниот семеен буџет, покрај тоа што можевме да видиме дека за само 30 дена синдикалната кошничка е накачена за цели 700 денари. Ова наше барање беше оквалификувано како легитимно од страна на министерот за финансии, но беше одбиено и на тој начин изразуваме жалење и еве на некој начин ги повикуваме и коморите и синдикатите и граѓаните да се вклучат во овие наши барања, за да можеме на некој начин да ја намалиме ценовниот притисок во крајниот дел од артиклите кои што се продаваат и кои што ги сочинуваат во најголем дел потрошувачките кошнички на граѓаните. Дали имате дополнителни прашања? Повелете. Ке почнам од второто прашање. Од аспект на закочените собраниски комисии, ние кажавме дека Талат Џафери може уште веднаш да ја повика комисијата за избори и именувања и сите оние именувања кои што се застанати веднаш да поминат. Од аспект на уставните суди, ние кажавме дека денеска може еве конкретно во 12:30 да ја свика комисијата, можеби во 12:45 ние ќе ги имаме изгласано уставните суди. Не е никаква пречка ниту да ги пополниме местата во собраниските комисии, во кои што да потсетам 3 комисии немаат председател поради престанок на мандатот на одредени пратеници, а 15 од 21 собраниски комисии не се пополнети. Од аспект на наставниците, тоа е една груба замена на тези, конкретно би кажал, шпекулација на СДСМ. Ние го поднесуваме законското решение, исто како нивното, но со една значајна измена. Тие не сакаат да кажат пред јавноста дека во нивното законско решение на некој начин се укинува приправничкиот статус на оние кои што се кандидати за наставници и онаа комисија која што одлучува дали тој кандидат е спремен, овој пат со нивното законско решение се едноставно кажано вади од целиот тој тек на добивање на стален статус на одреден наставник. Ние сакаме наставниците да имаат повисоки плати, тоа беше нашето барање, дека мора да има усогласување со колективните договори и процентот на сложеност на работно место, но сепак ние мора да внимаваме и на самата суштина и во процесот на образованието, бидејќи можеме да видиме дека еве заради такви адхок решенија кои што не се усогласени, кои што нема да донесат во зајакнување на процесот на образованието, нашиот најголем универзитет падна на 100 места во Шангајската листа. Така да сумирам, да, ние сме за накачување на платите на наставниците, но со почитување на законските одредби преку кои треба еден наставник како кандидат да дојде до тоа што СДСМ го пропагира во нивното законско решение. Други прашања? Точно? Точно, ние имаме амандман во членот 8, каде што бараме почитување на колективните договори кои што се подпишани помеѓу владата и синдикатите, како и скалесто покачување на платите согласно процентот на сложеност на секое работно место. Или да бидам попластично вака сватен, во овој момент ние со ваквото накачување на минималната плата можеме да дојдеме до ситуација каде што еден референт со години работно искуство би земал иста плата како одреден помлад соработник или соработник во државната служба кој што за волја на вистината работи
многу посложено работно место со многу потешки квалификации. Или би рекол, еве во образованието, тоа што и ние го бараме, можеме еден, би рекол, службеник, администратор во самото училиште да се поравни со платата со наставникот, кој што во процентот на сложеност на работно место е неспоредлив.